Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Денеска ќе зборуваме за тоа какво месо јадеме ние луѓето во Македонија и кога и за колку би можело да се очекува поевтинување на месото и на месните производи. Да си кажеме ова утро со Момен Младеновски од Сдружение Праменка Овча полка, Тони Димевски, Агрофарм и на Скајп ќе се вклучи Бојан Георгиевски од Сдруженијето на одгледувачи на свињи Македонско прасе. Така што ќе ги имаме застапено производителите на живина, на овчо месо и на свинско месо во земјава. Вистински соговорници на темата, па да почнеме. Првото прашање, добро утро господа, добро дојдовте во студиото. Поздрав и до Бојан кој не следи на Скајп. Какво месо јадеме во Македонија? Па ние прво да ги поздравиме македонските потрошувачи, македонските гледачи. Према нашето досегашно искуство, значи ние јадеме здраво и безбедно месо што се однесува до производството на јагнешко месо, овчо месо. Тоа ни е како индикатор извозот на јагнешкото месо во државите членки на Европската унија, Италија, Хрватска, Грција извезуваме. Се проверува целиот ланец на производство, значи од самото објагнување, овие ветеринарните мерки, превентивата, така да во однос на безбедноста ги исполнуваме сите европски стандарди, вклучувајќи ги нели македонските. Кога станува збор за јагнешкото, што е со пилешкото? Димевски, како е состојбата? За пилешкото исто така јадеме сигурно безбедно и квалитетно месо, пред се нели свежо. Зборуваме нели конкретно за свежото пилешко месо. Ние се уште не сме излезли од Македонија и за да излеземе од Македонија ни треба многу голем период, затоа што Македонија е премногу зависна од увоз на пилешкото месо. Знаеме дека околу 40 милиони евра се уште се даваат за увоз на пилешко месо. Значи ние сме поставени, да кажам, локално во Македонија. Нашите производи ги продаваме строго свежо, значи не продаваме ништо замрзнато и нашата парола е јадете луѓе свежо месо затоа што тоа е поздраво, поквалитетно и повкусно, што е, нели, се бориме за вкусот. Има многу приказни шпекулации, митови и теории на конспирација дури кога станува збор, особено за производството на пилешко месо од употребата на антибиотици и стероиди, но за тоа би ве прашал подоцна малку во емисијата. Би сакал сега да го вклучиме Бојан Георгиевски од Сдруженијето Македонско прасе. Бојан, добро утро, поздрав и до вас и прашањето исто, какво свинско месо јадат луѓето во Македонија? Здраво и безбедно за потрошувачите. Значи, ние сме една од ретките земји што го пополнува пазарот на свежо месо. Значи, кај нас ние успеваме, значи, според и кланичните капацитети, да задоволиме дел и од преработувачката индустрија и има пофалби сега за сега. Океј. Ако е, да, сите во еден глас тврдите категорично дека месото што го јадат македонските граѓани, ако ние дома го произведуваме во Македонија, е здраво и безбедно за консумација. Следното прашање би било она што е актуелно деновиве. Дали се приклучивте на субвенционираната цена за струја од 80 евра за мегават час и кога може да очекуваме поевтинување на вашите производи? Еве, конкретно пилешко, свинско и јагнешко месо. Нели од 1 декември владата најави и овозможи на производителите субвенционирана цена на струјата, меѓутоа засега не гледаме снижување на цените на месото во продавниците. Зошто? Ние како одгледувачи на овци, преработувачката индустрија, не знам, ниеден фармер не е уклучен или на поевтината струја, во тој дел не се нешто посебно користат овие мерки владини. Зошто не се уклучени? За овие кланиците немам информации, дали некој е вклучена или не, така да не може очекуваме репроматериалите растат, нафтата се менува на дневна основа, немаме некоја стабилна репроматеријалеви, концентратите и храната што се увезува нели во Македонија, не може да кажеме нешто поконкретно дали ќе имаме намалување на јагнешкото месо. Сега имаме што се извезува и се припрема за божитните празници, има релативно некоја добра цена на живата мера, тоа претежно оди за извоз, значи од 250 до 300 денари жива мера,
и во тој случај одгледувачите се на некој начин задоволни, но очекуваме да видиме колку ќе се приклучат кланиците прво, да видиме нивните услуги колку ќе бидат, тука ќе делува, иначе фармите многу тешко се уклучуваат. Едино работиме на случајот на соларните панели, што малце е долгорочна мерка и тука се очекува нели да се намалат трошоците во однос на струјата, така да во тој дел би имало некое намалување. Зошто фармерите не се уклучат на таа субвенционирана цена? Ние фармерите првенствено сите се физички лица, физичките лица не влегуваат во тој систем, нели, владин кој е, не можат, фирми ретко имаме и буквално фармите немат ни струја во планините. Сега се вратија овците нели во низините, има струја, мислам тој дел не би очекувале дека ќе делува нешто струјата. Најголем удел има нафтата и нафтените деривати во обработката на земјата, во транспортот, во комплетниот процес на производство. Добро, во последниот период имаше значително, би рекол, и намалување на цената на нафтата и на нафтените деривати, барем во последниот месец. Да, тоа е точно. Сега се очекува нели некое мало намалување, али сепак организацијата, ние сме како организација на одгледувачи на овци уште слаби во преговорите и најголема улога тука играат кланичната индустрија. Значи, таа кога има побарување за извоз, цените се качуваат, македонскиот пазар толку не се внимава, нели, дали нешто ќе се случува тука. Претежно се гледа да се задоволат и договорите што ги имат кланиците за извоз. Спомнавте цени на суровини, цени на сточна храна, затоа малку подоцна да му дадеме збор на Димевски домашно пиле. Така. Дали поевтини вашиот производ на Агрофарм и каква е состојбата со другите ваши колеги производители така. на месо од живина? Последното наше покачување беше пред да се покачи електричната енергија и решивме ние дома, пошто сме сепак семеен бизнис, и решивме да не ја качуваме цената на пилето. Тоа е некаде јули месец, мислам дека се качи струјата, и од тогаш постојат нели фактури, сите тие работи дека цените не се качени затоа што осетивме дека пазарот не може да ги прифати повисоките цени. И ние сме се уште во моментот најевтини на пазарот како бренд. Трошоците ни се исти и на нас, и на увезеното, и на другите производители што се во Македонија. Решиме да не го качиме и тоа ни беше добра мерка. Овие 3-4 месеци сме на своји плеќи го издржуваме покачувањето на струјата, кое што во пари ќе ви кажам, јули месец 88.000 денари, август месец 174.000 денари, почнавме да гасиме светло секаде, почнавме да не палиме, мислам, верувајте ми, стрес е тоа голем, дупла сметка, али почувствував дека не можеме да ја качиме цената зашто куповната моќ на народот падна. Сега ова намалување, аплициравме ние за оваа мерка. Се уште немаме одговор од страна на Евана, дали ЕСМ, тоест дека сме прифатени во системот, можеби сме сега од први. Али во текот на зимниот период нас ни се покачени трошоците за грејење. Значи тука би било некоја си компензација или ако не ни ја сега намала струјата, ние ќе мораме да го качиме производот, затоа што реално јас пресметав дека некаде 5 денари по пиле ми електричната енергија во текот на турнусот по парче. Учеството во структурата на цената. Во цената на по парче. Грејењето ни е околу 20 денари по парче во однос лете, зимен период. На што се греат? Па се греат на плин, на дрва, значи сите реагенси се реално многу скапи за загревање. И ме плаши дека навистина ако цената на струјата не ни ја намалат, не ни ја вратат барем на тоа ниво што беше претходно, ние ќе мораме да го подкачиме пилето, значи пак за некои 5% до 10%. Ајде уште малку попрецизно околу ова. Рековте дека како Агрофарм сте аплицирале веќе за таа субвенционирана цена. Прво, дали таа цена од 80 евра за мегават часови ги задоволува вашите барања за да го одржите производот на ова ценовно ниво кое е сега? Дали е добра таа цена? И кога аплициравте и зошто нема одговор од надлежните? Ние аплициравме, рокот беше до 20 ноември. Аплициравме, однесовме, требаше апликацијата беше преку и физички однесено и преку интернет. Се аплицирано, вчера побаравме повратно информација, се уште немаме добиено. Кажано беше дека тие што ќе аплицираат до 20 ќе бидат од први вклучени, ние аплициравме некаде 15-16, се што требаше документација поднесовме, чекаме, можеби сме врзани, можеби ќе ни бидат повластени, ама не знаеме се уште.
Тежок е периодот, точно дека нафтата падна 10-15%. Точно е дека се друго, ама имаме еден друг проблем, куповната моќ на луѓето падна. Значи, вие ако требаше денеска да потрошите 20 литри да разнесете 500 кг месо, сега треба да потрошите 40. Затоа што таму кај што се продавало денеска 100 кг се продава сега 50. За жал народот не си исели, за жал куповната моќ падна и сме во некој си, да кажам, период каде што се преживува, ама верувам дека ќе го поминеме, верувам дека ќе обстанеме и верувам дека ќе го прошириме нашето производство, затоа што нашите проекции се да го прошириме производството, а не да застануваме или да се враќаме назад на некои. Ако Младеновски каже дека килограм жива мера јагнешко чини меѓу 250 и 350 денари, колку е цената, колку денари се плаќа за свежо пилешко месо? Нашето свежо килограм? пилешко месо, зборувам големо продолжната цена према месарите, 160 денари. Инаку конкуренција во месара може да ја најдете од 250 до 300 денари. Значи нашето пиле во месара е од 200 до 210, тука некаде, од 195 до 210. Значи сепак сме најефтини и можеби тоа ни помага да целото производство ние си го продаваме. Знаете, немаме проблеми, ама сме на ниво на септември. Рачунајќи септември, нели, народот се прибира од одмори, рачунајќи дека не е толку јак месец, рачунајќи дека ноември, декември ќе тргне многу појако. Не, ние сме на ниво на септември, што ние го продаваме, ама не можеме во моментот да го зголемиме производството. Беше желба да секој месец по 2-3-5% качуваме, пошто пазарот бараше до септември се етапно, ама сега чувствуваме дека куповната моќ е намалена, а пак ќе повторам, сме сепак најевтини на пазарот. Ако направиме споредба пред 2 години, пилето го продававме на 130 денари на месарите, сега 160, 30 денари по кило, е многу мала ставка во однос на тоа што храната кај нас. Конкретен пример, пред 2 години 10 денари пченка, сега 21 денар. Значи 100% е качена храната. Значи ние добивката тргнавме. Ние во моментот возиме лер, возиме на обстанок, на преживување. На преживување, не се жалиме, него ќе продолжиме. Значи овој глобален проблем не е проблем на Македонија, не е проблем локален, сите страдат. Битно е да се одржиме, да продолжиме, да задржиме вработени, да задржиме, да ги платиме. И сега што за нас е најбитно да ги платиме сите сметки кои што ни доаѓаат. Набавка на храна, набавки на еднодневни пилиња, на работна рака, нели платите дадени на време, за да ако влезете нели долу, со кредити сме малку влезени, не многу. Тоа што влеговме во кредити, купивме залиха на храна, значи ви уверувам дека ако струјата добиеме поевтино, цената на пилето нема да се качи до новата жетва, затоа што ние успеавме да купиме пченици и пченка до нова. Но не е прашањето дали ќе се качи цената, треба да се намали. Владата ја нуди таа можност како субвенционирана цена на струја од 80 евра за мегават час за намалување на цените на основните прехранбени производи. Вие велите нема се качи. Ставката во ставката во пилето струјата е малку влегу. Тоа што ви го реков. 5 денари, 6 денари некаде влегува. Мелничката индустрија е друго. Сите тие млинови се е на струја. Кај нас ние немаме сијалици и вентилатори. Зимно време вентилаторите не вртат, пошто е ладно, сијалиците се штедливи, кои што трошат ич. Ама пак, ако ви дадам споредба, дека пред 3 години јас плаќав на истата фарма 25.000 денари струја. Сега 88 реков. Сега не, до летово беше 88. До јануари 2022 бевме со овие приватни фирми. Приватните фирми што продава струја не оставија на Евана, плаќав 44.000 денари до јануари 2022. Од јануари 2022 поминавме во рацете на Евана, плаќавме дупло, 88.000 денари, последна сметка во јули, дошто тога се вентилаторите вртат, лето е сите тие работи. Да после тоа не ставија ние бевме на регулираниот пазар, не бевме на слободниот и тоа е до некаде добро, да сметката не биде само дупло. Додека ќе кажам, конкретно ќе кажам, фирма која што работи во меснава индустрија, од 30.000 евра, со ставањето на слободниот пазар, ми рекла дека 130.000 евра. Или 110 или 120.000 евра, така нешто. Значи, ке ни влегува многу електричната енергија, затоа што се е поврзано со струја. Разбирате? Така.
Ајде пред да одиме уште малку за околу цените, Бојан Георгиевски да го прашаме што е со членките на неговото здружение Македонско прасе, дали се приклучија на субвенционираната цена на електрична енергија од 80 евра за мегават час и дали се очекува намалување на цената на свинското месо? Ние бевме кратки, јасни, децидни минати од пат дека нема да намалиме цената на свинското месо. Тука би се надоврзал и на колегата Моме Младеновски дека главен инпут во цело сточарство е храната, а не нафтените деривати. Така да, и он го знае проблемот дека ни го извезува целото жито и дека ние нема да се откажеме од тоа и се додека не добиеме поевтина храна, а 99% од нашите капацитети на ниво на цела Македонија работат на купена храна, на купена житарица. Зборам во свинјарскиот сектор. Така да не е можно намалување во следниот период, во најбрз. Која цена би се одржала во текот на зимата на килограм свинско месо? Свежо? Од 350 денари па нагоре. Сега нели секоја месара си формира своји цени, така да тоа е индивидуално. Околу приклучувањето на струјата, значи имаат аплицирано бајаги членки вакво, ама се уште немаат добиено позитивен одговор. Некои пус имаат проблем нели околу тоа што инсталираа фотоволтаици. Така да за сега немаме позитивен одговор околу тоа, ама пак ќе напоменам дека струјата кај нас влегува од 5 до 7%. Ама пред тоа треба да се напомене дека бевме на отворен пазар каде што плаќавме едно од најскапите струи во Европа. Така. И баш кога сега се наоѓаме во период каде што цената на свинското месо во последните 3 недели е во голем пораст, така да мора да се следат и тие параметри. Добро. Младеновски, дали сте задоволни од како владата ги донесува мерките за заштита на домашното производство, кога станува збор и за производителите на храна, претежно за вашата индустрија? Дали оваа субвенционирана цена на струјата, бидејќи не учествува многу во вашето производство, или другите останатите мерки ќе дадат резултати, односно ќе ви овозможат полесно да го пребродите овој период и како што вели Димевски да обстанете, да се издржи кризата? Види, ние имаме добра соработка нели со министерството, со владата, секогаш преговараме, се договараме, укажуваме нели на сите анализи, даваме информации, податоци, се конкретно со кои проблеми се соочуваат одгледувачите на овци. Спомнаме дека цената е меѓународна, тука нема некое големо влијание, учеството на цената исто. Проблемот е што и одгледувачите на овци немат земја, немат собствено производство на храна. Од една страна имаме вишок на арско ѓубре, не знаеме со него што да правиме, нема земја кај директно продуктивноста без арско ѓубре се намалува негде можда 4-5 пати на земјата. И што се купува храната плюс, што спомна нели Бојан, доаѓаме до неквалитетна храна, претежно кабастата. Имаме луцерка, прв, втор, не знам кој откос, одма тоа директно делува на покачување првим рандманот на храната не е добар, затоа што нема добар нели биолошки состав за да се хранат продуктивно овците. Тоа е еден од поголемите проблеми. Вториот проблем што исто делува тука е уредувањето на пасиштата. Немаме добро уредување на пасиштата, немаме прецизни нели површини, имаме доста узурпации од разни нели пренамени едно друго и одгледувачите на овци се наоѓаат нели во еден, како да кажам, стеснет круг каде се ограничува, профитабилноста се намалува, така да младите луѓе се помалце се заинтересирани за одгледувачи на овци. И тука се соочуваме со тој проблем, прво, како се вика, депопулација на македонските села. Ние веќе ги губиме селата, тука е проблемот што треба сега, ако гледаме модерно, нели да се вратиме назад, за да заживее треба модернизација на овчарството. До сега немаме ни една машина за молзење во овчарството, немаме обука на луѓето, сето тоа делува го зголемува трошоците на производство. Да спомнам тука дека и конкуренцијата е малце слаба, нели, во однос на откуп на македонското јагне, кој исто така делува негативно, и тоа е лош знак нели за одгледувачите, затоа што ние никогаш не знаеме која цената. Едино дома на нашиот пазар, пошто традиционално јагнето овците се користат за шпицевите, Великден, Божит, не знам за кого, нели за овие луѓе во што нели заминуваат биолошки
имаме тамо се користи ради традицијата што со векови траела, јагне за починат маж, жена, не знам што, таа е доста висока цена, дури и сега и немаме јагниња. Еве се јавуваат луѓе, бараат за не дај Боже, но апсолутно и нема јагне, не може да најдеме. Што значи дека пазарната потреба, без разлика на цената, расте, имаме потрошувачи и за извоз, и за сите пазари. Од овие причини што ги спомнав, значи, немаме доволно производство, е ниска профитабилноста. Организацијскиот развој ни е доста слаб. Сега споредуваме Србија, Бугарија, Македонија, правиме анализи да видиме како нивните организации се развиваат, го заштитуваат прво производството, организацијата на пазарот, гаранција дека одредена количина и квалитет ќе има за пазарот и веќе тука се стабилизира таа работа. Еве гледави Хрватска расте број на опции, Србија расте, Бугарија расте, ние уште не сме со нашите анализи застанале да видиме наредна година дали сега можам да спомнам дека новиве мерки што ги најавува владата би требало позитивно да делуваат, ама додека не почнат да се реализираат, ние соработуваме на дневна основа, Сојузот на одгледувачи на овци, здруженијата, настапуваме стално и очекуваме, ама не може да кажеме унапред ништо додека не почне практичната реализација. Димовски, еве Младеновски во една реченица, не сакав да го прекинам, ми објасни кои се главните предизвици со кои се соочува неговата дејност овчарството. Тешко е денес да се биде фармер во Македонија, тоа е неспорно. Така. Вие конкретно во живинарската индустрија, односно произведувачите на пилешко месо, кои се главни предизвици за вас? И да се надоврзете на прашањето што претходно му го поставив на Младеновски, дали досега сте задоволни од сетот на мерки кои државата ги презема за заштита на домашното производство во услови на енергетска, воена, економска криза? Сетот на мерките кои што државата нели ги презема во однос на производството на бройлерското пиле, тоа е пилето за месо, се добри. Тие беа подобри затоа што ние имаме субвенционирано 40 денари по парче, друга 40 денари кога храната ви беше 10 денари, друга 40 денари кога храната ви е 21 денар. Збориме за жителиците. Треба се подобрат мерките, тоест треба да се оди сега, таа мерка нека остане, колку мои информации дека таа мерка ќе остане, али треба да ни се помогне во модернизација. Значи јас успеав двата сина да ги оставам во Македонија, да бидат со мене. Едниот веќе градиме веќе две нови фарми во ова кризно време, да кажем. Со полн елан, значи, ќе дадеме на споредба. Додека бевме на старата фарма, детево сакаше да работи, не сакаше доволно затоа што се е старо, затоа што се е монотоно. Овде се нешто ново, како дете мало лего коцки кој ќе му дадете нови денеска, ќе му ги смените. Он станува сега, станат сега да се вклучиме на Skype со него, не секаде виси некаде на кров, мести некои панели, што... А јас на таа фарма одам во месецот само еднаш. Зошто? За да го оставам самостално. И да сгреши, ќе си поправи грешката затоа што он млад. А чисто како информација, верувал или не, ако сум јас за оваа работа од 2000-та година некаде сум во ледување на несилки и бройлерско пиле, има многу работи кои што он ги знае подобро од мене. Следи повеќе време има за интернет, информациите ги добива од надвор, имаме добра подршка од српска фирма која што ни ја дава опремата. Значи, дојдоа србите и рекоа браво, ова е добро. Ама сега ние, да, учествуваме преку иновативниот фонд, ги правиме тие два објекта, ама сега што е понатак? Значи, мораме фондовите да бидат побрзи, парите доаѓаат што побрзо, значи сега на тоа треба да се стремиме за да можеме што побрзо да дојдеме до некој ниво. Далеку сме и од Албанија, верувајте ми, во делот на бройлерското производство. Кај мене дојде од Албанија 2008 да прашат како се чуваат пилиња. Сега човекот има изградено фарми, кланици, се како успеа не знам. За 14 години да не престигнат, така? Да, и да не претрчаат. Ќе вратам назад, 70-тите, 70-тите години фарма Билимбего беше бренд за Југославија. Значи живинарството, одгледување на несилки и јајца беше во Македонија, на ниво на Југославија. Грците доаѓале овде тоа време да видат. Сега Грција е веќе као Германија. Значи имале некои мерки, каде промашивме, каде застанавме ние? Каде е грешката? Па со преструктурирање на фармите од државни во приватни.
тука се потона многу, се почна се од тоа расцепкување на тие. Ако клучниот проблем кога станува збор за одгледување овци е пасиштата, еден од тоа расцепканоста на пасиштата, како што кажа Младеновски, кој е клучниот предизвик во вашата индустрија? Вака сега, бройлерското производство во Македонија никош не било развиено, било на некој ниво, било на подобро. Бегово било за несилки, тоа беа за несилки, одгледување на кокошки. Бройлерот беше даден на Словенија во времето на бивша Југославија. И сега, ние основниот проблем мислам дека беше во потрошувачот. Пилето се производеше во Словенија, до Белград доаѓаше како свежо, збориме 80-тите години, наму доаѓаше замрзнато. Ви сте сами сведоци, работевте во А1, Унипроком ви беше доле, американските батаци, се народот, 20.000 тони се увезуваше американски батаци, ја знам информацијата која што се трошеше во Македонија. Сега све сте сменета. Сега луѓето јадат веќе свежо. Тука е малку благодарение на короната, пошто сите се едуцира луѓето дека месото пред се треба да на масата да биде свежо, не замрзнато. Замрзнато може да биде, не знам каде, во армија, некаде и дури и таму не може да биде. Значи треба да се оттргнеме од длабоко, од фриџидерите на минус 18, треба да купуваме месо не повеќе од 4 степени, свежо, не постаро од 48 часа. Полно со стероиди и со антибиотици. Не знаеме тоа увозното. Увозното како не знаеме. Да. Ајде, за ова прашање сакам да ми елаборирате малку подетално, меѓутоа уште еднаш да го вклучиме тука Бојан Георгиевски, кога станува збор за производството на свинско месо, кои се главните предизвици со кои се соочува вашата индустрија и дали сте задоволни од досегашните мерки кои ги презеде државата? Па сега за сега да искрено да кажам, имаме проблем сега со прекуперен увоз на смрзнато свинско месо. Борба пред се со преработувачите кои после одреден период они само бараат тие царини да се укинат или скроз да се намали на најможното ниско ниво, ама ние знаеме што се случи кога владата им дозволи веќе 4 или 5 години каде што има 50% преработувачкиот капацитет, мислам 50% преработувачките капацитети што се преработува да не се плаќа акциза или царина на што влекува месото. И ние потонавме во време на постите, великденските пости, кога што претежно 95% од православниот народ пости, ние не знаевме што да правиме со месото. Имаме недостиг на кадар, имаме недостиг на персонал. Исто така би се надоврзал, немаме земјиште за обработка. Едно е тоа што се промовира по телевизија, друго е сосема проблематиката во реалноста, така да кај нас е секторот од поголеми проблемни размери, мада сме најбрзо растечка гранка и најразвиена. Значи, какво беше свинарството во Македонија пред 10 години, какво е сега, можем да направиме една народна разлика меѓу БМВ и Фича. Значи, донесовме добра генетика. Фармите имаме едни од помодерните фарми на цел Балкан, може и во Европа. Така да не би се задржал многу на оваа проблематика. Добро, Младеновски, ако направите споредба, ги спомнавме Белинбегово како фарма некогашна како бренд во Југославија за носилки. Кога станува збор за овчарството, колку овци имаше Македонија некогаш, колку има денес? Види, и дали се тие доволно за производство барем на овчо млеко за домашно производство? Јас, во мојот период на работење и на одгледување на овци, веќе 35 години се сеќавам добро. Работам во државни институции, сето тоа ги имам сите податоци. Ма 88-90 Македонија имаше околу 2,5 милиона овци, значи од кои околу 500.000 беа државни резерви во живо, заштитени, што секоја држава го имаше тоа време. Значи од тогаш навака, спомна и Тони, дека почна полека со распаѓање на агрокомбинатите, за другите со приватизацијата, да се создаваат поголеми проблеми во овчарството и тоа полека да пропаѓа, значи. Прво земјиштето се подели, по разни шеми, на овие, на оние, што сега мислам дека дали 3% овчарите имаат земја према условно грло. Да речеме 3 овци се на хектар пасиште, некој меѓународен стандард,
и околу, да речеме, на 10 овци треба 1 хектар за производство квалитетна храна за зимските услови. Значи во овчарството имаме два правци или два типа на исхрана. Едните се зимски од Митровден до Ѓурѓовден, кажано народно, кога треба најквалитетна, најздрава, најевтина храна. У тоа време се јагнат овците, нели, млечно се едно друго и почнува периодот на правење на сирење. Зборува дека еве денеска, мислам, еве во овој период, за разлика овие 30 на години, значи сме изгубиле скоро 2 милиона овци. На времето имаме огромно пространство. Од 2,5 сега останавме на... Па околу 500-600 илјади сега, тука негде податоците. Зошто, како што спомна Димевски, дека се обидуваат со фондот за иновации, со разна помош да иновираат и да воведуваат новини, сами да се ги модернизираат фармите. Истото не се случува и во вашата индустрија. Проблемот е што во овчарството прво треба да имаме предуслови, да имаш земја и пасишта на располагање. За 1000 овци ти требаат од прилика околу 100 хектари обработлива земја и негде околу 300 хектара пасишта. Дали се низински или високопланински, за да може ги менаџираш. Тоа е европскиот модел. Еве бугарите сега го градат, хрватите исто, србите имаат домашни пари, Европа да не зборуваме, значи ове високо Франција, Англија, тие никогаш нивното производство во овчарство не падна. Значи тие уште имаат 60-70 милиона, нивните брендови, Франција прави околу 600 типа на сирење, да не зборам за расите. Значи во тој дел, ние сега, ако сакаме да се вратиме назад, мора да се подбрзо донесе некоја мерка за да се обезбеди на одгледувачите на овци обработлива површина и да се обезбедат пасишта. Да, Бојан спомна два автомобилски бренда како споредба, Тони спомна паралела направи со другите земји во регионот и рече дека најслабо стоиме кога станува збор за производството на месо од живина. Како стоиме кога станува збор за одгледување на овци регионално, не се споредуваме со Европа? Па регионално види, нашиот број уште паѓа на овци. Јас спомнав тоа, Грција, мислам, од 80 навака отиде има околу 11,5 милиона овци, 4,5 милиона кози. Србија од 500.000 ги качи на 2 милиона овци, сега има околу 2 милиона. Сите ги изголемуваат? Сите, Бугарија беше околу 800-900, сега на милиони 2-300.000 отиде. Хрватска исто од 500.000 отиде нагоре, Словенија од 30.000 овци на 150.000 веќе отиде. Значи, типовите месно овчарство, млечно, само еве сега ќе ви кажам, ако нели ова бројка зборува дека во Македонија веќе нема овчо сирење традиционално. Ние не успеаме да направиме машини за мозење, не успеаме мандри да регистрираме. Еве носиме сирења, јагниња, носиме, вкусот одговара на цела Европа и на македонските потрошувачи и секаде. Предусловие за развој на агротуризмот. Ние не можеме со друго да се фалиме во Македонија. Добро, велите немаме овчо сирење, има овчо сирење во маркетите, дали тоа не е природно доволно или? Зборуваме ние за природно произведено на мандри, за тоа што се прави во индустријата млечна, не знаеме ние какво е тоа. Како се прави тоа? Не е овчо? Па мислам, не можеме да гарантираме дали е нели е, дали е чисто, дали е мешано. На мандрите се прави сирењето одма после молзење на овците. Сабале се прави, вечер се прави. Значи, тоа стои 100 дена во магазин, зрее, ферментира, после тоа се прават лабораториски анализи, хемискиот состав, се прави анализа на микробиологијата, да нема нели бактерија едно друго да биде здраво за потрошувачот и почнува процесот на продажба. Такво нема сега? Сега мислам дека многу ретко може да се најде. Еве да речам некој, еве ја чисто овие мои членови околу 32 што се праменка овчеполка, никој нема сирење. Можда една фарма има нешто ситно. Така да зборува Македонија има дефицит. Наредната сезона што стигнува сирење, тоа е крај на 5-6 месец. Вие гледате дека 6 месеци ние буквално немаме традиционално сирење. Сега не зборам за млечната индустрија, тамо што се работи. Еве ако Младеновски нема информации и не може да гарантира што се произведува кога станува збор за индустријски произведено сирење, ја начнавме како тема, вие велите за пилешкото од увоз не може да гарантирате. Многу митови, теории на заговор дури за производството на пиле. Сме гледале видеа на YouTube како мали пилиња им ставаат нешто, ги шприцаат и ги полнат. Хормони, стероиди, антибиотици. За што станува збор? Како се произведува едно пиле и како тоа пиле од 700 грама може да нарасне на килограм и половина? Лично моето искуство ќе го кажам, јас 20 години како што сум во производството на пилињата, неам сменета од делот на рецептура на исхрана и од делот на начинот на чување, него се обидувам што поголема
простор да им дадам во фармите на едно пиле. Значи, одат 15 пилиња на еден квадрат, ние сме некаде 11-12 пилиња на квадрат. Зошто? Што подобри услови, толку подобар прираст на пилето. Машината со која што ние правиме храна кошта 2000 евра. Се што ќе ставите внатре мора да ставите со вреќи и со кофа. Машините некаде, таму некаде, не знаеме, не во Македонија, некаде коштат милиони евра. Каде што и ова можете да го ставите во еден тон. Толку. Толку може да ставите, 1 грам во еден тон можете да го мешате. Ние тоа не знаеме како. Се прават анализи точно кај нас на стероиди, во местото сите тие работи. Конкретно сум прашал, викам, мостри се зима што? Вика, тоа ти не се разбираш. Инспектори ми викат, што убаво знаа дека тоа не го знам. И не сакам да го знам. Значи, вкусот е тој кој што го повлекол муштеријата да го купи пилето. Значи, јас имам 15 години редовни муштерии. Имам луѓе кои што секој ден се јавуваат, браво, тони за пилето, децава, освен твоето пиле, друго го познаваат. Синоќа бевме на гости и пријателите вика, не знаевме дали ќе сакаш пилешко, купивме свинско, знаеш. И викам, да, викам, ние вика дома само пилешко од кај тебе. Добро, не ми одговорите конкретно. Што се употребува во таму некоја индустрија кога станува збор за производство на пилешко месо, за да пилето порасте повеќе од вообичаеното, за да се заработи екстра профит, за да тоа малку што се додава во Искрено не го познам тој дел, не можам да шпекулирам, не можам, не сакам да навлезам. Можеби, пак ќе кажам, за да навлезам во тоа и да го применам, треба да ги купам тие машини од милиони евра. Зашто тоа не се прави, стави го шумечи таблета, него се прави на висока технологија. Значи, дали вие вашите кокошки ги храните, им давате антибиотици? Колка е употребата на антибиотици? Ние сме 24 часа со пилињата. Се внимава да не се дава антибиотик, ако се дава овој зимен период, се дава првите 3-4 дена. Кога? Пилето, кога каренцата на антибиотик е 10 дена. Значи имавме некои состаноци од страна на Европска унија дојди да не советуваат и вика цело време беше моветот помалку антибиотици, помалку антибиотици. Јас станав рекол, луѓе, ние живееме со пилиња. Значи јас живеем на фарма. Јас задниве 5 години имам 5 пати дома отидено со фамилијата. Одиме само за Божич. Верували или не? Ние живееме на фарма. Еве, мој ми пријател, сведок е. Значи, мене фармата ми е тука, живееле, што ми е на самата фарма. Немам идеални услови, ама јас сум го одбрал овој правец. Да бидам на фарма и да присуствувам 24 часа. Значи, периодот на спиење ми е, еве ќе ви го кажам, начинот на живење, 6 часот се станува, се работи до 3, од 3 до 5 се јаде, се одмара, попладне, од 5 до 12-1 сат се работи ноќе, се надледува се тука си со живината, од 1 сат се спие до 6, значи јас имам 7-8 часа спиење, ама се другото е работа. Сега овој период што сум овде, значи јас во Скопје знам да кажам на пријатели, јас ќе одам у Скопје. Значи викам, чекај, ти нели си во Скопје, баш фармата не се наоѓа во Идризо. Викам, јас сум во Скопје, ама убаво ми е да кажам ќе одам во Скопје, не сум во градот. Значи присуството на фармерот треба да биде таму. И ние сме 24 часа присутни, се следи се, а се што ќе се стави плюс во исхраната или во водата е трошок кој што ние, верували или не, тешко е да го поднесеме. Младеновски, Димовски, Ѓоргиевски, навистина е многу интересна дискусија и имам уште многу прашања, меѓутоа времето е кратко. Скопје е блокирано и ќе мора да одиме со ред со други теми заради сценариото, да се држиме до сценариото, но еве си давам збор сам на себе и обврска си земам за да ве поканам повторно во емисијата, можеби и не во овој состав, меѓутоа секој сам по сам, за да си ја кажете вашата приказна како е да се биде денес фармер во Македонија, како се живее со тоа и сите предизвици со кои се соочувате. Сега беше актуелно цената, субвенционираната цена на електрична енергија и за тоа ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодариме ние.